програми што може да ја вознемират малолетната публика. Почитувани гледачи, добро вечер, добре дојдовте. Драматични работи се случија од крајот на вчерашното издание и на Јади Бурек на Сител телевизија, додека чекавме некакви резултати од Брисел помеѓу преговорите помеѓу Груевски и Заев, да не се лажеме, Груевски и Заев, тука се друго беше форма. Знаете како завршија преговорите, ги слушнавме денеска и двете страни, после скоро цел ден се огласи и Зоран Заев, кој рече дека бил многу среќен и задоволен и некои слични, морам да кажам, небулози околу целава работа, во која косата им се дигна на глава на меѓународниот фактор кој се обидува да помогне да ја реши оваа криза. Човекот кој цело време за време на преговорите беше таму и кој ги согледуваше сите оние работи, сега на најдобар начин ќе ни помогне и вам и мене, почитувани гледачи, да ги разбиеме што беа шпекулации, а што на вистина се случуваше, бидејќи беше еден од ретките кој беше на лице место. Бобан Нонковиќ, дописникот на МИЕ од Брисел. Бобан, добро вечер, добре дојде. Добро вечер, Јанко, добре најдов, како и секогаш пријатно во твојата емисија, за жал преку Скајп, но здравје на лето повторно уживо. Те чекам. Бобан, како ретко кога имаше одговорна задача и помина многу напорни преку 12 часа вчера во Брисел. Ајде те молам за еден твој личен впечаток пред да почнем јас со подпрашањата. Раскажи ми ја целата ситуација, што се случуваше, како се случуваше од почетокот кога дојдоа до крајот. Значи, добро, не знам колку можам 12 часа интензивни преговори и уште 3 часа, односно 1 час предходно и 2 часа после тоа чекање резултати, изјави, прес релизи, односно соопштенија, да ги ставиме во една емисија, но можеме, нели, кратко и да сублимираме што и како. Јас на мојот Facebook профил објавив 10 реченици кои мислам дека кажа, се имаше многу реакции, видов дека луѓето ја сватија поентата, а поентата е дека вчера во Брисел Европската унија, Соединетите Американски држави и официјалните македонски власти и представници на најголемите политички партии дојдоа да се договорат за да стават крај на кризата што ја создаде еден човек и една партија, тоа е Зоран Заев и Социјалдемократскиот сојуз, и токму тој еден човек вчера и дојде и успеа вчера всушност да предизвика да не се постигне договор, односно кризата што тој ја создаде да не се реши во Република Македонија, и буквално како што изјави премиерот Груевски после средбата, а ќе дојдеме до тој момент дека тој беше единствениот што се одважи да се појави пред новинарите од кој поголем број соросоиди и да даде изјава и да каже и да се соочи со прашањата за тоа што се случило, но вчера едноставно тука имавме диалог од 12 часа рекорден за македонски политички услови, ако не се земе предвид рамковниот договор кој нели 5 дена се кроеше во Охрид во 2001 година, но тие 12 часа, вклучително и оние 8 часа во Страсбург пред месец дена, како и оние 8 часа во Скопје минатата недела, односно вкупно околу повеќе од 25 часа, не дадоа плод само поради тоа што оној што ја создаде политичката криза во Македонија едноставно не сака истата да се реши, бидејќи во таква една хаотична состојба Зоран Заев се разбира кликата околу него, тоа се она соросоидно квази интелектуална така наречена елита што кружи околу него и што му дава совети по чии дефинитивно насоки постапува, не дозволи тој да се согласи на она што веќе се согласи минатата недела во Скопје, а тоа е во Македонија да се создаде позитивна клима, да ги повлече кучињата на улиците и пред владата кој ги има испратено и да се создаде клима за одржување на предвремени парламентарни избори, што е желба на секоја една опозиција на секаде низ светот, освен се разбира во Македонија, и сето тоа да заврши со одржување на предвремени парламентарни избори, таму народот, како и секаде во секоја демократија, да го каже своето, дали е во право тој, дали има подобра програма тој или оние против кој наводно тој се бори и со цел да ги симне така наречен режим. Значи вчера во Брисел од 12 часот напладне до точно 12, односно на полноќ, траја преговори
кои беа се осен тоа, имено таму преговара Груевски, комесарот за преговори за проширување Хан, преговараше Али Ахмети, преговараше Мендух Тачи, преговараше Ален Лероа, поранешен специјален известувач за Европска унија во Скопје, а сега генерален секретар на Европската служба за надворешни работи, преговара амбасадорите на Европската унија и Соединетите американски држави во Македонија, Аиво Орав и Джес Липинг од Бели, но единствен кој не преговараше и заради тоа не дојде до договор беше Зоран Заев. Имено од 12 часа, според информациите, сега бидејќи за жал вчера Сорос и СДСМ има донесено неколку новинари и камери во Брисел и тие неизразни ходници се обидува преку квази брифинзи со учесниците од СДСМ на средбата, таму освен Заев беше Радмила Шекеринска и Рената Треневска-Десковска, да лиферуваат спин информации, обратно извртени информации со цел да шират дефетизам и пред се лажно да информираат за развој на настаните на тие преговори. Повели? Не, морам да само се надоврзам, беше тоа, значи, кога сега би ги извадил сите наслови кои дојдо од Брисел, а ги објави опозицијата, начело со Геровски и сличните нивни клонови, човече, вистинско лудило. Предпоставувам дека тоа не би издржало ни 24 часа, ни во попримитивна земја со новинарство, овдека едноставно како Орвел да имаме. Збори едно, па тоа го извртува во сосема десета работа. Например, се вадеа работи од контекст, се вадеа некакви тумачења од сигурни извори и така натаму. Еве, не знам, што можеш ти, сигурни извори? Значи, најпрво, Јанко, да расчистиме. Јас, како дописник на Македонска информативна агенција и соработник на Сител телевизија, имав 4 вклучувања, од кои директно преку видео врска, а едно по телефонска врска завршното, кога објавив колапс на преговорите, односно неуспех. Имав повеќе од 5-6 информации за Мија, значи вести во низа за тоа што се случува, каде во ниту еден момент не шпекулирав, во ниту еден момент не користев извори кои ги имав таму, а не беа од никого од македонската делегација. Бидејќи, например, преговорите пред еден месец во Страсбург, на кои не беа 500 километри од овде каде што сум, исто така имав информации од луѓе кои не се од македонските делегации. И меѓу другото успеав нешто да споделам на Facebook, бидејќи јас не можев да објавувам, бидејќи таму покриваше друг дописник. Значи, јас не употребив ни една информација од кои моите беа најточни, бидејќи беа од најобјективната страна таму, а тој од представник кој не е од Македонија, присутен на преговорите. Не можам да го кажам, се разбира. Ниту еден момент не ќе да шпекулирам, бидејќи не би било коректно кон македонското општество, нација и граѓани, кои би во тој момент, бидејќи таму се одвива преговори кои се менуваше текот, односно разговори, каде се даваа предлози, но се разбира дека тие предлози беа еднострани, бидејќи таму во дебатата не учествуваше Заев. Испрати неколку ултиматуми кои се разбира од никого не беа поддржани, не само од спротивставената страна, во случајот премиерот Груевски и делегацијата на ВМРО ДПМН, туку воопшто никој здраворазумски не ги прифати тие, бидејќи беа далеко од реалност. Таквите неколку квази предлози и ултиматуми кои тој ги постави, тие потоа преку своите брифери надвор на соросоидните новинари кои беа присутни, донесени од нив таму, се обидува да ги представат на јавноста како нешто за што се преговара и договара. Се разбира да беше така, а ќе дојдеме до суштината, но да беше така, вчера ќе имаше договор, а не неуспех на преговорите. Да, значи главната теза е која вчера ја лиферува, еве се договара преодна влада, прашање е само 3 или 6 месеци. И готово, тука сме. Готово е со многу вулгарни, нели, за Груевски по нивни обичаи, добро, такви некои констатации, си го продава задникот, само гледа да си спаси уште месец дена, да остане на фотелја и така натаму, готово е крај и одеднаш колапс на преговорите. Зошто колапс на преговорите? Една страна не била спрема на компромис. И сега тоа се извртува па во успех. Како тоа, мислам, Бобан... Ајде сега ќе влеземе малце во суштината на преговорите, бидејќи јас нешто начинав на Facebook, се разбира дека тоа е јавно преку медиумите за кои известува. Само кажи ми вака, 12 часа траеја. Имаше, разбравме од тебе дека имало една пауза за вечера, така? Не, за ручек имаше една голема пауза, тоа беше околу 14 часот, 2 попладне.
таа беше околу час и половина, и потоа имаше интензивни преговори во кои се менуваше форматот. Значи седеа четворицата плюс олеснувачи од Европска унија. Па седеа па се издвојуваа делегации на Добро, СДСМ. имаше тука некои кратки паузи, излегуваше нашата И меѓу делегација? тука има паузи, затоа што еден момент беше само делегација на ВМРО, па делегација на СДСМ, па двојки, тројки, четворки, па со сите тимови, бидејќи беше и Груевски со тим. Колку луѓе продефилираа тука? Ние Значи, од Европската унија, како што кажа, од Европската унија двајца и од овие Хан Вајгел, четворица. Лероа, и плюс подоцна негде после 16 часот се приклучи амбасадорите Бейли и Орав. Значи тоа се вкупно 5 луѓе од медијатори од Европската унија. Постојано влегуваше и излегуваше и Девид Кулен, тоа да расчистиме човекот кој е задолжен за досието Република Македонија во Европската комисија. Тој е човекот кој го пишува извештајот за Република Македонија, прогрес извештајот кој во октомври го издава секоја година Европската комисија и кој знаеме изминатите 6 години содржеше препорака и предлог за отворање на пристапните преговори поради висока усогласеност на македонското со европското законодавство. Тоа е човекот кој се разбира е во сенка, но кој вели преку посредници, а Хан ја испраќа пораката официјално бидејќи тој е еврокомесар, не може Кулен кој е оперативец тоа да го каже, дека ако вака продолжи оваа криза што ја наметна СДСМ и ЗАЕВ, дека не може да се даде препорака за Република Македонија. И човекот влагаше и излегуваше, го има на неколку слики и видео инсерти од средба. Значи тоа се од оваа страна медијаторите. Од другата страна, ЗАЕВ беше со Треневска, Десковска и Шекеринска, Груевски беше со министрите Тодоров и Поповски, како и неговиот шеф на кабинет Протоген. Мендук Тачи беше со Имер Алиев, Али Ахмети беше со Артан Груби. Тоа беа Вие делегациите. бевте одвоени новинарите од... Значи новинарите беа цели 6 спрата под местото каде што се може да замислиш Немавте колкава директен беше контакт физичка. со нив, значи. Апсолутно немаше контакт, но например имаше се брифира, имаше се разбира Помовиле. брифинзи со цел. Не, дури по ходници со расвидните новинари успеваа да се протнат до некој кат па да се сипнат бриферите од СДС за да им кажат лажен брифинг за да спинуваат во јавноста да испраќаат лажни информации. Демек еве готово. Добро, ајде, нема веќе. Не, види, значи, да ме разбереш подобро, пред еден месец во Страсбур ЗАЕФ е единствениот кој што од состаноците кои беа тета, значи четворката без соработници, излегува повеќе од 10 пати. Значи, може да замислиш што значи тоа. Консултации, брифинзи, карање по телефон, се разбира од кого од оние што гледаме дека му суфлираат и јавно и тајно. Значи, и ако тоа го правеше во Страсбур, може да замислиш што правил во Скопје и сега што правеше во Брисел, кога успеа да ги урне преговорите, не. И значи тие такви брифинзи постојано се случува, ние тоа гледавме, но се разбира не сакавме ние да учествуваме во таа спин игра и ние да бараме некој друг па нас да не брифира, се разбира секој друг можеше и својата вистина се представи, не. Имаше две работи до кои дознавме. Прво, пораката која му испрати Геровски на ЗАЕФ, што е, како да ти кажам, замисли јас да му испратам порака на Груевски како да се однесува. Прво, ти не би се осудил, затоа што ти си професионален новинар, не си ти со политички амбиции и незрели. Дури не сум професионален новинар, ама се трудам, фала ти на комплиментот. Туку, ако не си нема да значи, обстојуваш. он испрати порака, му вика, убаво си кажа, сега заќути. И не збори. Па сега доаѓаме до тој момент. Значи јас затоа рековме ќе влеземе. Значи кога започна најпрво пред почетокот на ден пред почетокот на вчерашните разговори, значи беше лиферувана една шема како ќе се одвијат работите од Европската комисија, а тоа е дека најпрво ќе започнат со издвоени средби, со СДСМ делегација, па со ВМРО, па заедно, па понатака како ќе траат преговорите и темпото на разговорите, така ќе се менуваат и форматите. Но дента, утрината, кога пред да почнат разговорите, се смени форматот и Европската унија, односно комесарот Хан, одлучи да трне директно прво со 4 лидери. Значи заедно, па потоа да се одржуваат издвоени средби со различните делегации, со цел веднаш да се разбие, нели, Хан имаше навистина енергија, желба, а плюс ке дојме до моментот дека му се погоди во Босна да се откаже гласањето на еден закон, па тој го откаже и патот таму, не заради нас, него заради случувањето таму, па тој имаше буквално цел ден волја, желба и енергија да го реши ова со договор, бидејќи доаѓаме до моментот дека Хан за Јоханес Хан, кој 1 ноември минатата година превзема палката за проширување Штефан Филе. Ова беше прва посериозна задача со која директно се фати во костец. Значи отворено.
членовите значи. на Отворено општество, на Сорос, на СДСМ, на опозицијата, со име и презиме, новинари од опозицијските медиуми го обвинија Хан дека е корумпиран и дека бил подкупен и платен од Груевски. Ова е Тоа е најголем срам и блам за едно групировче такво кое сака да се представува како и интелектуално, новинарско, интелектуално, влијателно крило во Македонија, слободоумно, демократско и така. Тоа е блам. Да се разбереме, се работи за еврокомесар кој доаѓа од Австрија, која ќе купиш ти австриец на пазар што продава, да ми кажеш, а не да купиш еврокомесар чија плата во еден мандат достигнува меѓу 2,5 и 3 милиони евра. Само основна плата. Каде се трошоци и такви работи, да не збориме. Значи, ајде што тоа се небулози, гнасни измислици, па спинува дека он доаѓа од Европска народна партија, што значи по дефолт дека треба да е за Груевски. А некои од нив знаат, бидејќи работеле тука во Брисел, каде што сум ја веќе 3 години, дека во Европската комисија со првиот ден од изборот на еврокомесар, прво што правиш, се откажуваш од државните интереси, бидејќи секој од нив доаѓа од 28 различни земји, членки на Европската унија, и второ забораваш на партии и партиски активности, односно слично како што е ке нас по устав претседателот кој ќе се избере, ако бил член на партија, ја напушта партијата бидејќи од тој момент си не партиски. Значи Јоханес Хан, да се разбереме, далеку посериозен политичар, меѓу другото и од Штефан Филе, кој е бивши нели комуниста и човек кој знаеше и да игра игри, на пример. За разлика од Хан кој е многу сериозен, австриец, онака германски насочен, тешко дека некој ќе успее било што да го убеди поинаку од она што е вистината, она што е праведноста, а камоли не дај Боже да се обиде, а не па да го подкупи. Али ајде да ги трнеме тие идиотштини со кои они не труја изминатите денови. Прво тоа. Второ, Хан партиски бил за ВМРО затоа што ИПП за разлика од европските социјалдемократи, чиј челник е Сергеј Станишев, инкриминиран тип обвинет за соработка за злоупотреба на документи на тајните служби и негому му е одземен имунитетот во Европскиот парламент, и тој е човекот претседател на европски социјалдемократи кој јавно ги поддржуваат СДСМ и сите нивни грозоти што ги прават на Македонија. ИПП, Европската народна партија, чија сестринска партија е ВМРО ДПМН, ниту еднашка за време на оваа политичка криза не искочи јавно, ниту со поддршка, ниту со осуда на никого во политички судрените страни во Македонија, барајки да има праведен диалог, праведна разврска, да не заземе страна. И толку за професионалноста на партиите што стојат за партиите во Република Македонија. И затоа тука да го обвиниш Хан дека бил партиски настроен е у најмала рака смешно. Но, не и се. Откако ги истрошија и се изфрла блувотени врз Хан, кога видеа дека тоа не проаѓа, тргнаа нели со она да го убедуваат Заев како треба да молчи, како да треба да биде што поголем кретен, за да успее да ги урне преговорите. И верувај ми, да идеме директно на преговорите, Бобан. Верувај ми, сега доаѓам до суштината. Заев изгледаше на се најмалку на минимум политичар кој доаѓа од минимум сериозна држава. Имено, Заев на 12 часовните преговори, според информациите од оние кои беа неутрални таму, а не од табори дали на ВМРО или на СДСМ, или на ДУ или на ДПА, значи од оние кои ја представува унијата таму. Значи Заев бил целосно непрофесионален, меѓу другото. Постојано само повторувал работи со кои значеле уцена, односно тоа биле крајно деструктивни предлози кои значеле дека ако се држи до нив не може да се дојде до договор, бидејќи се знае од стар дека не може. Меѓу другото, тоа е барањето за оставка на премиерот, кој што е избран легитимно на избори признаени од ОПСЕ и од Европската унија, и да се создаде преодна или техничка влада пред 2, 3, 4, 5 месеци пред одржување на предвремени парламентарни избори. Сега, доаѓаме до моментот кога Зоран Заев го оценува Никола Груевски пред речиси година дена, дека има материјали, така наречени бомби, со кои ќе го урне од власт, а ако не сака да ја објави да формира преодна влада, Никола Груевски можеше тоа да го направи и да не лиши сите нас, а и себе си најмногу и своите најблиски соработници, од сето она што му се прави изминатиот период, да го прифати. Ако тоа не го направише тогаш, сега после цело малтретирање на целиот македонски народ и македонските граѓани, лажни бомби, гнасни работи што си наслушавме, сега треба да му го прифати ултиматумот што можел да му го прифати пред година дена и да се лиши себе си сите нас од овие лудори, се разбира дека не може. Меѓу другото, тоа е едно од 5 барања официјални на СДСМ и Заев. За 4
Не што има согласност, него има договор од Скопје минатата недела да се исполнат. Значи ти ми даваш 5 ултиматуми, ја ти прифаќам 4, каков е тој договор, ако ти за едниот сакаш ги рушиш преговорите. Значи, наместо да се најдеме на 2-3, ја те прифаќам 4, ти за едниот ги рушиш преговорите. Нонсенс, ултиматум. Нема тука договор. Значи, од старт се гледа дека немало ниту желба, ниту намера, ниту бил дојден за договор. Меѓу другото, кога почнуваат преговорите, значи тој се држи најпрво до ултиматумот. Почнуваат европските представници, значи представниците на унијата, сите оние медијатори таму, да му кажуваат што значи преговори, што значи диалог, дека е тоа двонасочна, двосмерна улица, каде што се добива, се дава, се губи, се едноставно се попушта, се додава и тоа е диалог. Се друго што се обидуваше, тоа е монолог. Но на почетокот он се обидува ги поставува ултиматумите и од тој момент он вели јас тука завршувам. Неколку часа Зоран Заев на тие преговори молчи и главата ја држи доле. Во повеќе од 20 обиди на комесар Хан, на Леотар, на подоцна кога се приклучуваат амбасадорите, нешто да му укажат, да направат некој вид на конверзација. Го спомна Леотар. Се извинувам, Лероа, се извинувам. Се вративме на рамковниот. Па не и плюс се починат, мислам. Значи, добро, Ален Лероа, значи, се обидуваат да остварат комуникација со него, човекот не им возвраќа. Тоа во дипломатијата е најголема навреда, поголема него некого да го отераш не знам каде. Значи, Тоа е да резимираме, некој му се обраќа, едноставно го игнорира. Значи, еве сега не знам колку се гледа преку Скајпот, бил ваков и кому се обраќале, демек вие нешто господине Заев што ми се зова, и он си молчал, си ја држал вака глава. И луѓево, значи, почнале меѓу другото таму да терат и шеги со него, бидејќи човеков не знаеле дали му се случува нешто, дали има напад, дали е заспал на средбата, значи едноставно он делувал се најмалку како здраворазумско суштество присутно на клучни преговори за излез на Република Македонија, државата во која сме родени јас, ти, сите 2 милиона жители, нашите предци, татковци и дедовци. Значи он целата држава зависело од неговото мисирно гледање надоле, молчење, игнорирање на се живо и диво и со тоа навредување на се што вреди од Македонија, бидејќи замислија сликата што имаат сега европските представници за нас, ако тој ти е лидер на опозиција, која што треба да е коректорна власт и идна власт во држава. Значи он неколку часа така се однесува. Брутално, значи тоа е најдолно, значи тоа ниту во Советна општина Струмица не би требало така да функционира, а не во срцето на Европската унија и во европската демократија. Сите подоцна обиди да се направат низ различни, кога се правеле групи, после ајде сега преговарат само со СДСМ, па преговарат само со ВМРО, па не знам, само со Заев, директно Хан или така натаму. Значи буквално човекот нешто не е отстапил, него не давал одговор на основни прашања. Меѓу другото, имало таму навистина шеги на него сметка од типот дали ти разбираш нешто што збориме, бидејќи Заев од сите присутни на масата буквално најмалку знаел англиски и меѓу другото за него постојано и се повикувал преведувач, бидејќи тој е човек кој знаеме каков јазик само говори, тоа е македонскиот и за жал на дијалект. Значи, во тие преговори, они сваќаат негде кај 16 часот кога Хан дефинитивно објавува дека откажува посетата од 5,5 попладнена Босна и дека останува со нив, они сваќаат дека тоа води во ќорсокак. Меѓу другото, тој термин го употребил и Заев неколку пати. Демек ова е ќорсокак, не одиме нигде. Ти му велеле, па добро, не одиме затоа што со тебе нема комуникација. Ти си гледаш од главата надолу и не одговараш. И пак ја намисирал главата, пак ќе си чутел, други веќе зборе. Не се, негде пред 18 часот, они констатираат дека не води вистински никаде и веќе има прв обид да се прекинат преговорите. Но на инсистирање на Хан, кој што навистина имал добра волја, ова да се реши и да не биде негов личен неуспех, бидејќи како што напоменавме, е прва сериозна задача која се зададе од кога седна во фотелјата на Филе. Он ги враќа на маса. Повторно се прават обид. Во тие моменти, од тој момент натака, Заев преку бриферите почнува да испраќа лажни информации да ги објавува преку соросоидните проседасамовски портали и медиуми во Македонија. Страшни информации, тотални лаги и дезинформации, што нема врска, тоа биле само желбите на СДСМ, а ништо друго, за тоа не се ни преговарало. Во тие моменти веќе се создава нервоза, бидејќи таму делегациите дознаваат кои што се информира доле. А официјалните медиуми, МИА, МТВ, кој што сум јас, дописник има и дописничка македонската телевизија тука, значи сериозни медиуми, не се бават со шпекулации. Само известуваме дека преговорите се одвиваат, дека сега се менуваат формати, дека ќе траат и така натаму.
Во тие моменти, значи пред да пропаднат преговорите, Хан прави последен напор и дури Заев меѓу другото станал таму, рекол дека ќе си оди, па го вратиле го седнал. Демек седи бе човече, треба да се договориме иднината на Македонија, прашање не ти твојата партија. Значи, во тие моменти, според моите информации, започнува далеку по-нервозно и би рекол, помалку дипломатско однесување на европските представници кон Заев. Бидејќи сватиле каде е проблемот, тука имало, според моите информации, многу викање, многу понижување, кое што ово е апсолутно не му значило ништо, бидејќи очигледно станува збор за огуглав човек кој што не реагира на ништо, бидејќи тој таму бил со една единствена задача и му било гајле што му кажуваат добро, лошо, зло, ваков си, таков си или си онаков. Значи буквално од тој момент 2 часа они се обидуваат со директен притисок да го пробијат него за да разговараат, не да го убедат во нешто друго. Значи тука немало обиди да го убедат во нешто што он не се залагал, него да го убедат да разговара, бидејќи он апсолутно не разговарал за ништо. Меѓу другото, почнал он веќе да ретерира и од договорот од Скопје, што тотално ги извадило од колосек сите присутни. Имено рекол, не избори во април 2016. Рекле, чекај бе човек, па ти го потпиша тоа, вика, минатата недела. Не. Сега ние нема што не сме потпишали, сега ќе разговараме за тоа, јас сакам минимум 2-3 години, ние не може така да излеземе на избори, па тоа нема атмосфера, тоа институциите државни се запоседнати, ние треба тоа да. Значи буквално човеков почнал да се отвара. Имаше добри извори за кои ти ги пренесо овие информации? Апсолутно, јас како што ти кажав, моите извори се најрелевантни бидејќи не се од ниту една од страните кои што се во судир таму. И затоа јас најмногу им верувам на тие избори кои што никого не поддржуваат таму во директниот диалог Груевски Заев. Продолжи, што било кажано? Во тие моменти он кога заретерирал договорот од Скопје и кога гледаат они дека всушност неговата намера е да нема избори, а кои што се логично следство на она што се случува во Македонија, бидејќи на крајот сето ова мора да заврши со јавно изразена волја на народ, а тоа во еден демократски систем се парламентарни избори, парламентарна е нашата демократија. Они гледа дека всушност целава негова приказна не е за да он добие поддршка на народ и преку легални институционални значи алатки и на крај со најдемократскиот начин преку избори да дојде на власт, него дека он преку различни спинови, различни канали се обидува без поддршка од народот да дојде на власт и таа да ја одржува, пази, бара да дојде на власт у техничка влада без премиер Груевски и да ја води таа влада, он не мора он, него некој негов, они ги кажуваат независни експерти, а знаеме колку се независни нивните експерти. Да, независните експерти од Сорос. Да, Фрчко, еве, Спасов, Ѓунер, тие се најнезависни. Да, ги знаеме. И тие да траат 2 години таа влада, 2-3 години да трае, можеш да замислиш. Значи, Ордановски, некој што не бил избран од народ, без волја на народ, да добие мандат, што по устав не може да му го даде мандат од председателот Иванов, зашто го дава на партија со најголем број на пратеници во сегашниот состав на Собрание. Сега ја разберам и Европа зашто, например, сега, например, опозиционерите извадени од памет, зашто не поддржа и така натаму. Тоа е преседан. Па знаеш ли каков преседан? Затоа што без преседан ќе биде тоа во парламентарната демократија која после може кај нив да им се преседа. Го дозволивте во Македонија. Еве ви го утре. Значи нема демократија, нема гласање. Ќе дојде оној што највише ќе има влијание преку Сорос или преку некоја организација. Јанко, тоа е поентата, тоа е клучот на целата приказна. Европската унија не го поддржува СДСМ и сите овие лудори што ги прави Заев, не затоа што не им е симпатичен, иако верува и дека па после синоќа не ќат ни да го видат, него само и единствено заради себе заштитување, бидејќи замисли сега во Шведска, во Полска, во Унгарија, во Грција, иста работа, така, да. Иста работа се појави некој, објавува снимки, вади глупости, монтира, вади некој квази народ, платени сценаристи за организирање на квази протести, да руши институции, да кампува пред влада и сето тоа да му донесе власт, а нигде не избран ни поддржан од мнозинство волја на народ. Што пред? Да те овлада малце човече влезе во оган. Јанко, ја не сум спиен во овој момент 40 сати. Затоа уште тебе го кажувам ова и која енергија човече као да си станал приеска од спиење. Секоја ти чест. Морам да направам една кратка пауза, веднаш потоа да се вратиме назад да продолжиме разговорот за последиците сега од сево ова. Апсолутно.
Режија, одиме со првиот блок реклами, веднаш потоа се враќаме назад. Почитувани гледачи, повторно сме живо во студиото на Јаде Бурек на Сител 3 телевизија. Го имаме на линија Бобан Нонковиќ, дописникот на МИА од Брисел. Бобан, ни кажа за дел од разговорите. Многу детали има кои сигурно ќе излегуваат денојува. Ако сакаш уште некој детал да сподели со јавноста, сметаш дека би требало. Да, сакам да го искоментирам. Многумина, очигледно големи, да не кажам огромни непознавачи на состојбите во Европска унија, го коментираат, се разбира под чуденка, присуството на Ален Лероа, генералниот секретар, а и еве ги овие се тотални незналици, се разбира. Значи, па добро, за голи женски ги бива, за друго нешто не. Значи, Ален Лероа, за да не бидат тутурутки, е генерален секретар на Европската служба за надворешни работи на Европската унија или заменик после Федерика Могерини во системот, во централниот систем за надворешна политика и проширување на Европската унија е Јоханес Хан, после Јоханес Хан е Ален Лероа. Значи тоа се тројцата луѓе што ја водат надворешната политика на Европска унија, меѓу другото и преговорите за проширување или целиот дел за проширување каде и Република Македонија. А покрај тоа Лероа има искуство како поранешен специјален представник на унијата во Скопје и искуство со Македонија. Познаваче на многу работи, меѓу другото, јас имам муабет со него прајно човекот, уште знае неколку зборови македонски, знае и албански неколку зборови. Лероа супер ја следи македонската политика и меѓу другото тоа му е работа, обврска за која зема плата. И затоа беше вчера таму. Мислам навистина е лошо кога не знаеш, знаеш. Добро е кога не знаеш да прашаш, ама кога не знаеш да се истопориш со насловна е катастрофа. Не и се. Значи No comment. Сакам да се оградувам од тебе. Сега ќе се оградам Само ме интересира еден момент кога збориш. Кога збореше како се одвивале преговорите. Рече дека во еден момент имало директно обраќање. Значи, претпоставам кога не сум присуствувал на такви преговори дипломатски, кога се говори со еден дипломатски речник, се чита предлог, се дискутира, еден зема збор, друг зема збор, се донесуваат заклучоци, го прифаќаш заклучок и од тоа се вади некаков заклучок од сето тоа. Видиш дека во еден момент, во она молчење, кога директно се обраќале некому таму, имало до подигнување на гласот, ти употреби еден збор. Дали тој збор што го употреби навредлив, бидејќи од тебе не сум чул за било кого да употребиш навредлив збор, ти го употреби или го цитираше тој навредлив збор кога... Јас, Јанко, никогаш, поготово не во јавни настапи, не сум употребил навредлив збор, а тој што го кажав се разбира секој нека ја погледне кога ќе ставиш емисијата на YouTube или кога ќе гледат репризата, нека ја слушне реченицата, таа ја не ја кажав случајно, бидејќи таа е реченица која е употребена од висок дипломат од страна на Европската унија, кон оној што молчел и гледал во подот со поглед. Што значи тоа дека луѓето биле доведени на рап, на нерви, бидејќи дипломат абсолютно да го изгуби и да употреби таков збор директно обраќајќи се некому, тоа е Јанко, ќе ти направам една пара. Не се тоа луѓе, тоа се представници. Еден е представник на држава, еден е представник на Европска унија, еден е представник на опозиција. Значи ти застапуваш цели етнитети, цели етникуми, цели институции. Не можеш ти... Ќе ти направам, ако дозволиш една паралела, многу лесна за разбирање со фудбал. Имено англичаните знаеме дека се джентлмени меѓу другото и во спортот и во фудбалот. Ако се сеќаваш на утакмицата во Саутемптон 2-2, Македонија-Англија, кога им го даде Артем Шакири голот од корнер, имаше еден момент кога излега од кожа Бекам и уште еден сега не се сеќавам, кога ја нагазна топката од озгора со стапалото при чување, не знам кој беше Трајанов, некој од нашиве, огромен старт и почна да му се дерат. Ние не знаевме зашто е тоа така. Тоа е обичен фудбалски потек, не знаевме што ги испровоцирало.
Всушност во Англија најголема навреда е ти додека ја чуваш топката да ја нагазнеш одозгора и буквално да глумиш доминација, деме колку сум ја ќе нагазнувам топкава и вас буквално ве доминирам. Сега, и затоа ти е толку избувна и ние потоа тоа и тие го објаснија. Тоа е случајот во вчерашните преговори. Ти најголема навреда на едни преговори дипломатски на такво ниво со такви луѓе од медиатори од страна на Европска унија, највисоки представници, да им молчиш, да не им одговараш, да не ги погледнеш во очи, да си гледаш надолу на кај земја, на кај чевли, буквално да ги игнорираш како да не постојат и како ти да не си присутен таму. Тоа е поголема навреда, како што ти кажав, него директно да им се обратиш со пцовка на истина. Да, која веќе ги спомнуваш англичаните, например, кога ќе го направиш овој знак, значи победа. Ама ако го направиш овој знак, е рогови и навредлив, го користат и италијаните. Up yours. Да. Добро. Бобан, окей, последици. Можеме да идеме на последиците? Или Значи, тоа уште нешто сакаш да споделиш? Сакав само да ја завршам целата приказна околу вчерашните преговори, бидејќи дојдовме речиси пред крајот, нели? Околу 20 часот кога почнуваат веќе со поинаков вокабулар присутните, со повисок тон да се обраќаат, тука почнуваат, значи, повторно една бука да се создава, која што нисто така не дава резултат, бидејќи овој почнува и да ги подценува, да ги уценува, да измислува работи, се разбира, овие да се чудат. Таму, меѓу другото, како што ти кажав, се менувале форматите и кој како ќе влезел, па кога ќе се сменеле екипите и така натаму, излагал се пошокиран, бидејќи у ходниците имало уште повеќе луѓе што ги чекале од различни делегации. Значи не можеле да веруваат од последниот пат кога присуствувале на муабетот, доротишле до ВЦ или додека ручале, вечерале или пиеле кафе, овој што све не изнакажал и што како не све се сменил таму. Значи не се негде околу 22 часот веќе се дојде до кулминација, бидејќи апсолутно немало можност да се оствари диалог после цели 10 часа преговори во тој момент. И дојде до кулминација кога уште второ станување има на Заев и овие второ обид да се прекине. Тоа затоа што нема фајде од сето. Уште еднаш комесарот Хан ги седнува сите, ги замолува во името на Европска унија, на европската иднина на Република Македонија. Оти Македонија е присутна територијално во Европа, единствена иднина Европската унија, за НАТО се разбира е друга приказна. Но дека навистина за земјата е важно во овие круцијални моменти, кога во Грција има турбуленции, кога може Европската комисија меѓу другото да издействува паралелен начин на преговарање со цел да не тапкаме во место додека Грција официјално не блокира на самитите на Европскиот совет и на Советот на Европската унија. Значи буквално Европската комисија Хан лично, како што рече by himself, нашол начин како паралелно да се одвиваат дел од преговори и да се отвараат дел од преговарачки поглавја. Пред се фокус на поглавје 23 и 24, има вкупно 35 поглавја, 23 и 24 се круцијални, тоа се судство, владење на право, слобода на изразување, медиуми, клучни, кои кога ќе ги затвориш у преговорите, после ти оди бајка, све може за една година ги завршиш. Значи, кога буквално се нашол начин во Брисел, Македонија, која што 10 години е кандидат за членство, веќе да не стои во место, бидејќи земјата, според сите извештаи на Европска комисија, има најголемо усогласеност со европското законодавство од сите земји во процесот на пристапување. Значи Македонија е најдалеку. Сега да застанеме да не преме ништо, уште 5 години на Црна Гора која што преговара ќе треба за да не стигне. Тоа ти е доволно за да сватиш колку Македонија е издигната на какво ниво и покрај тоа што некој лажно се обидува да представи тоа дека не е така. Значи во тие моменти кога се објаснуваат причините што Македонија добива, бидејќи на вистина тоа е една добра понуда за перспективата на граѓаните и државата, зашто у тој момент кога ќе се одвива такви еден вид на паралелни преговори, сите тие странски инвестиции кои сега масовно ги привлекуваме, според Светска банка сме број 1 за тоа во светот во последнава година, тие ќе се мултиплицираат, бидејќи ти си земја више не само кандидат, земја во процес на пристапување, иако официјално тоа не е започнато. Значи во тој момент кога му се објаснуваат сите овие работи, што Македонија е пред добивање, ако ова се реши во октомври во следниот извештај Европската комисија, повторно да даде позитивна препорака за преговори, и сето тоа да трае, да си тераме државата само да чекори напред. Бидејќи исто така да потсетам, Македонија е прва порасна бруто домашен производ во цела Европа за комисија. Тогаш Заев исто така ги одбива. Не ме интересира, јас се знае шо барам, јас сакам друг премиер, преодна влада и така напред. И тогаш дел од присутните, не можам сега да цитирам лица затоа што не е фер, меѓу друго тоа ми се пренесени информации, му вела добро, свесен ли си ти каде ја водиш државата?
Свесен ли си ти, ако не си свесен за себе, својата политичка кариера и својата политичка партија, дека ти државата ја водиш надолу? Он рекол, не ме интересира. Значи, човекот кој не бара поддршка од народ затоа што не му е важно, затоа што не сака да оди на избори, не му е ни гајле за таа држава на која претендира да ја биде дали премиер или дел од некаква една пределна влада. И во тој момент тие се обидуваат уште еден саат само да видат дали има можност дока 11:20, така нешто 11:15, уште нешто да се направи за да се... Кога нема тоа, Хан тотално според оние што го објаснуваат неговиот изглед, значи бил потиштен, значи човекот, тоа е личен неуспех негов, ги прогласува преговорите за прекинати, им кажува дека веќе Европската комисија сега на толкаво високо ниво нема намера да се бави. Сега одете си повторија реченицата, имаше кратов Бобан, имаше краток прекин, повторија реченицата. Бобан Хан откако ги прогласува за пропаднати преговорите, вели дека од тој момент веќе нема начин зашто и како, нема допирна точка зашто Европската комисија на толкаво ниво и Европската унија со еврокомесар, со генерален секретар на Европска дипломатска служба ЕАС, со европратеници, со амбасадори, све да присуствува како медијатор, бидејќи апсолутно со тој човек кој што ги уништи преговорите, не може да се разговара. И сега замисли го Хан, кој е политичар од врвна кариера, поранешен министер во Австрија, веќе тера 6-та година, 7-ма сега тера како еврокомесар во 2 мандати, и така натаму да се занимава со таков човек кој што не го удостојува ниту да му даде основен одговор да го погледне во очи или да крене главата. Бобан, многу идеме овдека, знаеш што ми смета во целава работа? Идеме лично, не баре ова хир на еден човек кој сам си работи. Сепак, овој човек работи во име на СДСМ. Ја, знаеш, малце ми е тешко. Ја повеќе употребувам зборот СДСМ од што употребувам зборот ЗАЕ. Бидејќи овдека била и Радмила Шекеринска, овдека била и Данева. Не Данева, Рената Трененска-Дескос. Си извинувам. Значи, брифиран, неговите запознати, Шилегов излегува со пресови, Геровски редовно информира нивното гласило и така натаму. Што значи, ова не е личен хир или лична желба на еден човек, туку е едноставно таков пристап, таков начин и таква стратегија на опозицијата. Па сега ќе ти кажам, пред крајот, буквално пред да завршат, некој од нив му дофрлува, му вели на Заев, затоа ли ти молчиш, затоа што си ти кажале само 3 работи кои да ги застапуваш и ние за четврта, ако ти кажеме, бидејќи не ти кажале што да кажеш, не знаеш. Значи, тоа е, они знаат кој е неговиот интелектуален и политички капацитет. Апсолутно се свесни. Дали му било нафрлено од страна на Груевски, вистина ли е дека му нафрлил да не стакаш да бидеш ко-премиер? Па сега тоа мене не ми го пренел никој. Сега не знам тие информации какви се, бидејќи како што ти велам, моите информации најважно ми беше од тие луѓе што ги добив, беше односот од представниците на Европската унија кон преговорите и преговарачите. Значи не ми беше важен што си кажале Заев и Груевски, и они секако се соперници политички, па било што да е, тие си имаат замерки едни кон други. Не е тоа важно на крајот на криштото. Но клучниот момент е на крајот кога се прекинуваат преговорите. Први кои бегаат и тоа како муви без глави и кои не ги удостојуваат ниту еден од новинарите присутни. Таму имаше новинари од регионот, затоа што сепак големо беше ова прашање. Еврокомесар вклучен во преговори, долго траеа, се очекуваше успех со цел Македонија, нели, да се излече од оваа криза и така натаму. Колку новинари имаше од прилика на број? Па имаше околу 20 новинари, имаше од Слободна Европа, сега да не ги набројам, ама имаше од Полска, од Италија имаше еден новинар. Значи имаше многу новинари. Ви дадоа ли нешто ручече како овдека што им дадоа? Апсолутно не. Апсолутно не? Не. Па Јанко, ти си заборавил, јас сум во Западна Европа каде што важи поговорката there is no free lunch. Знаеш, да. Овдека кога беше преговорите во Пржино им дадоа ручек, немаше новинар што не пренесе. Па затоа имаше еден со толкав happy face, очигледно и репете зел. Грчка салата имаше. И значи, кога завршуваат преговорите, овие демокративе од СДСМ кои почитуваат слобода на медиум и све, како муви без глави бегаат и ги избегнуваат новинарите. Буквално низ тајни ходници никој не ги виде од каде излегоа, за да избегнат да се соочат со новинари, да кажат
зашто пропаднале ете, ако е вистината на нивна страна, што има да се плашат да ја соопштат, меѓу другото таму од македонски новинари беа повеќето соросоидни новинари, значи и од медиуми блиски до СДСМ, значи не беа да речеш провладени па да ги нападнат или ништо немаш. А после тоа они избега излезе со соопштение, потоа и со Твитер порака. Значи, а иако беше спремена ВИП местото во Европска комисија за изјави, и они очекуваат да објават крај, супер успех, така натаму, ништо тоа бил спласна. СДС кидна комови без глави, Хан издаде соопштение, Вајгел само по телефони се јави на дописничката на Ал Джазира, бидејќи таа е словенка, па он само и кажа, даде изјава, не кеше за нас на новинарите, во ред, денеска ја земав од него изјава, имаше. И што се случува? Единствен, нели, како што кажуваат сега од СДСМ, Груевски ги урнал преговорите. Единствен кој искочи и се соочи со сите прашања, повеќе од 8 минути беше пред новинари, беше премиерот Никола Груевски. Неговата изјава е позната, сега не ќе да ја парафразирам и повторам, тој кажа дека Заев ги урнал преговорите и така натаму, дека бил дојден да не се договори, не да се договори, не и се. Значи, тој искочи, се соочи, ја кажа приказната, се разбира од своја страна, ама од тој момент бидејќи единствен јавно што искочил, таа единствената вистина позната барем досега за си. Бобан, последици. Сега, доаѓаме до последиците. Значи, прва и основна последица која има Република Македонија, која што ја потврдија денески на пресконференција портпаролката на комесарот Хан Маја Коцијанчич, во изјава за мене, мини интервју Иво Вајгел, известувачот од Европскиот парламент, како и во вчерашното соопштение и Твитер акаунт на Хан. Значи, Република Македонија со ова, без разлика, дури сега е прашање дали е ако после недела, 2 или месец или 2-3 месеци го решиме ова, Македонија речи си сигурно ја губи после 6 години препораката за отворање на преговорите за членство. Тоа може со себе да повлече пат на инвестициите, прекин на некои проекти со Европската Унија, бидејќи Македонија има проекти како земја кандидат во предпристапен период, ИПА фондови, се не знам за ИПА-та дали ќе има, ама не е битно, има многу сегменти кои може да бидат допрени од ваква одлука. А исто така го губи она што ти го кажав дека сега ни се нуди ако се реши, а тоа се паралелни преговори. Значи буквално земјата да не стои во место да напредува, да галопира кон членство во Европската Унија. Дали какви ќе бидат последиците по СДСМ после овој начин? Дали ќе има некакви последици? Еве Македонија ќе има економски последици, кои ќе ги почувствуваме многу брзо. Политички и економски. И политички и економски. Добро? Пред се политички кои ќе имаат импакт, влијание врз економската состојба. Но СДСМ тука е таа би се рекло една вавилонска игра, значи што ја играат они, каде што во овој случај реално, освен да дадат сега посилни изјави и да го екскомуницираат Заев, што и ќе го направат во догледно време, иако него не му е гајле, бидејќи он не е главниот играч во целава приказна од СДСМ. Значи, дека нема алатки Европската Унија со кои реално директно би ги казала СДСМ. Бидејќи секој ќе замисли овој ги реши преговорите, овој го пред целиот проблем, ти ја вади државата од европскиот колосек, значи буквално те срозува и на крај стапот го јаде оној другиот што сакал све да направи најдобро. Тоа е, тука е проблемот и тука е кваката што они ја знаат и затоа ја злоупотребуваат. Но има други механизми, се разбира, не се сите јавни и така јавно да се експлоатираат или покажуваат, па не сите да знаеме што се случило. Има различни тајни канали кои ги употребува и европската и светската дипломатија, и Европската Унија, па и НАТО, со кои се разбира дека може и тоа сериозно да се казни и СДСМ и Заев. Сега, јас не би можел тука да отворам работи, бидејќи би влегол во многу сериозни шпекулации кои би допреле и теми кои што навистина не е место ни време ни ред, бидејќи не се официјални познати да ги кажам. Но мислам дека тоа што ќе следува, без разлика што Македонија заради него ќе трпи, мислам и дека он ќе трпи, а не е чудно да му се случи и панорама. И буквално како што се случи 2003-2004 во ВМРО ДПМН, кога Груевски дојде на власт, може и да му се случи него и таму да дојдат конечно нормални сили во таа партија која се разбира дека може и има капацитет. Кажи ми, како реагира албанците? Они беа присутни цело време на овие преговори како фактор. Предпоставувам, за да нема многу разнишување на состојбата, тука дојде и како и Бели, предпоставувам, да дисциплинира, да нема многу бегање надвор од агендите и слично. Значи, интересна беше приказната што ми ја кажа за улогата на Бели на секој избор
што ќе го кажат албанците, он ги поправа, односно он им дава насоки, да, добре, чекај, ја ќе докажам. Значи, буквално им е како гајд, како водич. Не е битно. Сега они си ги избрале своите водичи, они си ги избрале своите тутори. Соединетите држави и Европската унија се унисони во своите ставови, бидејќи опозицијскиве твитерџи викаат добро што ја откачивме Европската унија, Америка треба да се влезе. Америка застана официјално зад Хан и зад преговорите и прогласи дека тие се единствено средство со кое треба да се реши ситуацијата во Македонија и ништо друго, и дека Хан има целосна поддршка од нив. А истиве овие што бараат Америка да им помогне, го обвинуваат истиот Хан кој што од Стејт департментот е поддржа, дека тој бил купен од Груевски или не знам што будалаштини. Значи, од една страна имаме СДСМ кој крајно неконструктивно се однесува, но од друга страна албанскиот фактор и власта беа подготвени на компромиси. Дали тоа убаво го почувствува, го сватија дека Македонија не би требала да трпи само заради еден политички фактор, колку и да е голем, но сепак дека овие сили кои далеко ги надминуваат нивните и по број, и по рейтинзи, и по све, се спремни за кооперација, дека се проевропски, про-НАТО, и дека се луѓе со кои можеш да се договориш. Имаме многу позитивен економски тренд кој секој би сакал да го има во својот портфељ. Нас, како македонски граѓани, македонци, кои се темело од Бобан? Изградено името. Бобан, од почеток реченицата имаше краток прекин. Бобан? Значи, нас македонци... Ало? Да. Дали ме слушаш? Да, збори со нормален глас, повели. Уште еднаш. Значи, нас македонците како творци на македонската држава не треба многу да не радува тоа што прво се вклучи албанските политички лидери во овој процес, во кој реално има политички судир меѓу противници од македонскиот блок. Исто така не треба ниту да не радува и залажува тоа што они се конструктивни во целиот овој процес. Тие не застапуваат страни, него се конструктивни, бараат начин да се излезе од кризата, најдобро што може и да се почитуваат демократските принципи и уставниот поредок. Но, по принципот, двајца се караат, третиот користи, треба да сме свесни дека сето ова води до далеко поголеми попуштања во однос на барањата кои што ги имаат албанците и онаа лажна приказна која протурија и веќе е како класичен вистинит факт се проваѓа, а тоа е дека не е докрај спроведен Охридскиот рамковен договор, што значи уште повеќе барања така од страна низ овие преговори можеби. Јас не знам дека такво нешто нити ми е кажано од она што се преговарало дека за сега е протуркано. Во Пржино имало во Скопје кога беа преговорите имало обиди, но Бели ја регулирал ситуацијата. Добре, им рекол мирни сега за сега. Па, значи, било во наша корист во секој случај. Да, но треба да сме многу внимателни дека сето ова е само во нивна корист. Јас не ги деградирам. Јас кажувам дека ги почитуваме и како наши сограѓани и све, но мислам дека се шампиони во права на малцинство што ги има во било која точка на овој свет. На крајот на криштата политика е теорија на можно, ако има можност за уште, да ќе барам. Така што исто кога да ми речеш ја го задоволен си со плата? Не, никогаш. Може шефе уште поише? Не може. Добро, но секогаш ќе барам повеќе. Така и нормално во животот. Работата е шефот, како ќе ми каже, ај прекини, крај на муабетот, толку ти е. И треба да сме свесни, поготово после терористичкиот напад во Куманово, дека повторно овде крената лествичката за безбедносна закана и опасност од Република Македонија или во Република Македонија. Која ја најави веќе министерот за внатрешни работи, новиот министер за внатрешни работи, уште вчера, дека ќе има осветнички акции. Не во тој дел. Дај Боже да нема, се надевам, него во делот дека после Куманово повторно се крена овде лествичката и се крена вниманието во безбедносен ризик за Македонија. Токму затоа е она што ни го спрема Унијата, а сега најверојатно, не велам да, најверојатно и може заради однесувањето на Заев да ни се случи, тоа е да ни испрати специјален представник кој го најавив јас, прв, а тој би имал задача, како во Босна, кога се праќа специјален представник, мимо амбасадорот на Европска Унија, тоа значи дека земјата е не само политички, туку и безбедносен ризик за регионот и пошироко. Тоа значи овој доаѓа ти е еден вид на губернатор, не дај Боже. Сега,
Сето тоа имплицира дека ќе се бараат далеку поголеми права, кој знае што ќе се Да дава. не идеме во тоа. Во Па секој не, случај, мислам дека позадината, зашто одам кон ова, Јанко, ако ми дозволиш. Мислам дека и позадината на ова што го прави човекот кој за себе тврди дека е црпнат од Бога од нива и донесен да ја води македонската политика, може да замислиш во каква психо состојба е тој некој што мисли за себе такво нешто. Мислам дека тој човек апсолутно нема капацитет, што го знаат сите и го кажуваат, ниту може да ги прави сите овие работи без силна поддршка, поттикнување од некакви фактори, можеби далеку посилни меѓународни, кои што во позадина го имаат интересот за зголемување и давање на поголеми и се поголеми и поголеми права на албанците во Македонија, до немајкаде, до можност, не дај Боже, до федерализација или не знам што. Бидејќи, се тоа, како што кажав, двајца се караат, третиот користи. И тоа треба, како еден црвен аларм да ни е на сите, дека ова што го прави тој што себе се прогласува за цркнат од Бога, дека всушност има, се разбира, позадина, но јас мислам, не тврдам, дека таа позадина може да е ова што го кажувам. кажи ми, денеска Груевски говореше на Кран Монтана. Форумот Кран Монтана, да. Кај се одржа Кран Монтана? Во Брисел? Тука во Брисел, да. На сцената го видов заедно со Џорџ Сорос? Не, многу личеше човек. Не беше тоа Џорџ Сорос? Таман работа, па зарем немаше да објавам и тој момент. Ја го гледам, ја укапирав со Џорџа бил. Не, јас бев таму, мислам, присутен. Не, имаше високи политичар, беше Лероа, меѓу другото на Кој беше тој што ми заличе на Сорос многу? Тој беше модераторот од форумот. Али стварно наликуваше вака од далеку. Нели? Ја кога влегов во салата со стоп кадар. Гледам во програмата немамо, викам го донеле овој, викам ова ќе биде сега. Џоле, кажи им на твој не претера. Не, викам сега распалјотка ќе биде ако се овие двајца на сцена, знаеш. Али не, мислам не беше. Бобан, ти благодарам многу за оваа исцрпна анализа. 2 дена не си спиен, ќе легнеш ли конечно, ќе се онесвестиш ли? Па еве, ако завршиме сега, конечно мислам дека ќе легнам и се надам дека ќе се разбудам утре барем до плат. Океј, ти благодарам уште еднаш од свое лично име и од име на нашите гледачи, ни разјасни многу работи, многу шпекулации се појавија, се надевам дека нема да има потреба набрзо повторно да те викам, но мислам дека сега откако Унијата ќе размисли што, како, која ќе се консултираат, ќе имаме и тоа како причина повторно да се видиме. Бобан? Јанко, знаеш дека во твојата емисија можам да онака слободно да се изразам, да кажам све што знам, све што не можам во оние кратки куси извешти да го кажам. Твоите гледачи се огромна една маса, бидејќи ја ги добивам пораките после оваа емисија. Да, слушав како ти стигнуваа пораки, звучниот сигнал на Facebook, клинка како парички у каса. Значи, неверојатно, Јанко, над 100 до 150 понуди за пријателство и пораки добивам за време и по твојата емисија, и тоа од луѓе кои што те гледаат од Австралија, Италија, од Азија, од сегде буквално, значи, апсолутно ти е гледана емисијата, морам да ти кажам. Поздрави ги сите од мене. Ти благодарам уште еднаш, лека ноќ и пријатно поздрав до тебе и до твоето семејство. Секој е добро. Почитувани гледачи, тоа беше Бобан Нонковиќ, дописникот на Мија од Брисел. Ние одиме со вториот блок реклами, веднаш потоа се враќаме назад. Драги мои, на крајот од емисијата да одиме и со насловните страници од утрешните броеви на весниците. Неофицијално од партиите на албанците, Хан лично му кажа на Заев дека тој е виновникот. Според неофицијална информација од ДПИ-ДУИ на средбата Тачи порачал дека неговата партија не е заинтересирана за никаква влада, а Ахмети му се заканил на Заев дека ќе излезе од влада и ќе предизвика предвремени избори од кои тој толку многу се плаши. Скандалозен пример од Соединетите држави. Поминал 43 години во самница без валидна судска пресуда. И во Вајгел за средбата во Брисел. Крајно разочарување од тој што не мисли на интересите на Македонија.
Што полошо, тоа подобро. СДСМ слави, зошто не е постигнат договор. Лидерската средба во партијата во Бихачка се ја припиша како победа на своја страна, затоа што наводно нивниот председател не попуштил за преодна влада без Никола Груевски. Граѓаните и фирмите должат 276 милиони евра. Листата на странот ги дисциплинира должниците. Аргентинците Хуан Пабло и Венди атракција на Баскерфест. Го сакаме опасното, ќе настапуваме со фрлање ножеви. Баскерфест се одржува во Македонија, во Скопје. Знаете како е живо. Во парков, па поготово деноје вчера, огномет, претходно концерти. Суперхикс има интересен настап по повод нивниот јубилеј. Фантастична работа. Децава се распуштени, позитива, енергија. Се повторували историјата. На Донбас му се заканува хрватското сценарио од Олуја. Млада пијанистка од Битола пред голем музички успех. Тамара Коминовска концертот во Рим ќе го посвети на прерано починатиот татко. Ова е Антена. Роби Вилијамс, сопругата ме спаси од пеколот. Необична терапија, Сур, небесни последници. Anger Management е добро филмче. Утрински вестник. Бриселското посредништво не е отпишано. Европа нема да дигне раце од Македонија, гласат првите реакции по веста дека лидерската четворка не успеа да се договори. Опреми шамари ке летаат. Груевски, ќе ја совладаме кризата. Ова е добар наслов. Полицијата влезе во Ваксинце. Државата најпосле се заинтересира за мигрантското село. МВР откри 128 мигранти во шатори. Нова Македонија. Оди сине и најди подобар живот. Мигрантите ги раскажаа своите маки. Екипа на Нова Македонија покрај својата професионална должност вчерашниот ден го помина и во хуманитарна мисија во Демиркапија, делејќи им храна и вода на околу 200 мигранти од Сирија, Афганистан, Ирак, Сомалија, Јемен и од Конго, кои ги затекна таму. Раскажувајни ги своите тажни бегалски судбини. Неколку мигранти се заинтересира кога ќе излезе историјата, но се надеваа дека нема да се видат во вестникот, бидејќи утре очекуваат да бидат во Србија и да продолжат понатаму. Греота, народ. Греота. Експанзија на насади со јаткасто овошје. Килограм бадеми колку 3 килограми месо. Јас сега кркнав едно 50 грама бадеми. Се извинувам. Тоа ми е вечера до утре. А утре са бајле? Овесни снеголки, не, овес. Овес и оризово млеко. Без шекер. Невидена ароганција и безобразие на СДСМ. Заев му се помоча на Брисел. Драматичен, скоро вулгарен наслов на вечер, за да ја опише ситуацијата која ви прикажав, за која говоревме вечерва со Бобан. Полициска акција против албанските криминалци кои тргуваат со мигранти, сириските бегалци во канџите на мафијата. Драги мои пријатели и пријателки, за жал нашето време истекува. Немаме повеќе време за други содржини. Ја единствено можам само да ве поканам, утре ќе бидат многу високи температурите, се смета дека ќе бидат преку 30 степени, малце драматично вела 34 до 38, не верувам дека ќе стигнат до толку, освен ако не сте на асфалт, тоа да, инаку ќе се движат околу 30 степен, максимум до 34, ако има 38-ца, уште поубаво. Отворен е аквапаркот, базените, на езерата има кај да се иде. Но, ако ве фаќа мрза, ако не ви се мрда од градов, а викате што ќе правам овде, ќе полудам, сигурно во најубаво климатизирана просторија можете да отидете во еден парк кој е топ место, со пуканки, со начос и слично. Еве ви го паркот. Подобар парк здравје. Лека ноќ и пријатно од мене. These animals are thinking, I gotta eat, I'm gonna hunt. You ever wonder why there was a job opening?